Приклучувањето на Северна Македонија во изградбата на гасната централа и терминал во Александрополис, Грција, на земјава ќе ја овозможи посигурна енергетска иднина, односно трајно и стабилно снабдување со природен газ. Неодамна беше потпишан договор со грчката страна, според кој земјава ќе партиципира со 25% учество во гасната централа на природен газ и со 10% во гасниот терминал. Планот е до 2023 година истите да бидат пуштени во употреба. Сакам да ја изразам поддршката на Соединетите Американски држави за развивањето на новиот енергетски пазар и учеството на нашата земја во него. Северна Македонија повеќе нема да биде краен корисник на природен газ од само еден извор, туку ќе биде важна транзицијска рута за природен газ во цела југоисточна Европа. Силна поддршка од САД земјава доби уште во октомври 2020 година, кога во Скопје беше помошник од државен секретар за енергетика и ресурси Францис Фенон. Овде е битно дали како земја на тоа што ние сакаме да го направиме, а тоа е енергетски хаб на Балканот, не само енергетски хаб во смисол на спроведување на газ, туку и на другите извори на енергија, треба да бидете да не зависите од еден извор. И тоа е клучното во начинот како и стратешки се справуваш. Но експертите имаат друго мислење. Мојот личен став дека е тоа и економски и финансиски погрешно решение, затоа што инвестицијата во иста таква централа на две локации Македонија за истите пари ќе обезбеди знатно поевтини и подобри економски резултати. Димитров смета дека овој проект е финансиски осуден на неуспех, затоа што цената на течниот газ во споредба со газот кој доаѓа преку цевководите била значително повисока. Тој течен газ треба со бродови да се транспортира генерално од Америка, но тоа е геостратешки проблем, политички проблем, притисок на Европа да купува енергент од Америка, да се направи политички притисок на Русија. За земјава, вели тој, најдобро е да се приклучи што е можно побрагу на така наречениот европски гасовод тап кој минува низ Грција. Во моментот земјава добива газ од соседна Бугарија, но неговата искористеност е само 40% поради немањето целосна гасна инфраструктура и дистрибутивни мрежи, кои се во тек на градба или се најавуваат дека ќе се градат. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.